Со свеченото доделување на наградите за животно дело и со представата Мој термин во изведба на МНТ, а во режија на Синиша Евтимов, вечерва во Прилеп ќе се отвори 55-тото јубилејно издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. На фестивалот оваа година ќе учествуваат 13 театри од Македонија. Утре настапува театарот комедија со представата Вечера за глупаци, а потоа публиката ќе ја проследи Глембаеви на Прилепскиот театар. Во недела се Вообразен болен на Кумановскиот театар и Мојот маж на Драмскиот Скопје. Во понеделник ќе бидат представени Мурлин Мурло од Албанскиот театар и Херои 0433 од Велешкиот театар. Во среда настапува Тетовскиот театар со Страст и алчност и Штипскиот театар со Едип коментари. Славната Флоренс од Турскиот театар и Крик за љубов на Охридскиот театар публиката ќе има можност да ги гледа во среда. Во четврток настапува театарот за деца и младенци од Скопје со представата Едвард Раце ножици и Битолскиот театар со И коњите ги убиваат, зар не? 55 години. Тоа е бројка за почит и секогаш фестивалот се одржувал во неговиот редовен термин, првиот петок во јуни, но ја знаете реченицата, ако сакаш да го насмееш Господ, кажи му ги своите планови. Така да планот кој ние го направивме на почетокот на ланската година во јануари, како ќе изгледа 55-тото издание во својата цела сила и важност, бидејќи е јубиларно издание, не можеме да го одржиме, сите знаеме што не целиот свет што му се случи ковидот и беше невозможно да се направи во било каква форма заради безбедносни причини тој фестивал. Оваа година исто така не можевме во јуни месец, затоа што знаеме сите какви беа бројките и каква беше ситуацијата, но некаде на крајот на јули, заедно со членовите на Собранието, сите члени на Собранието, одржавме состанок и рековме дека исто така од Прилеп многу луѓе се прашува, ајде сакаме да го видиме театарот, ни фали, ни треба. Решиме сепак да го одржиме, не во таа форма која би била достојна за едно вакво издание, иако морам да кажам дека е сепак фасцинантно што 13 театри ќе присуствуваат, ќе играат со своја представа, ќе дојдат на овој фестивал. Така да не формата на округла маса, калезна маса, на разговори, на се не може да биде. Гостите за жал ќе мораат после представата да се враќаат, затоа што е исто, јас разбирам, ние сме вон термин упаднати и не постои возможност сите да сме сместени во градот, како што е и од безбедносни разлози. Еден од проблемите се и протоколите, мислам, тоа е нешто што е неопходно. 30% може да примеме публика и во домот и во театарот, како што и во сите театри во нашата земја, тоа се правилата. Вечерва награда за животно дело ќе добијат актерите Емил Рубен и Борис Чоревски, како и сценографот Крсте Джидров. Во состав на фестивалот, освен представите, е предвидено да има и промоција на неколку книги. Фестивалот завршува на 8 октомври во петок, а ќе го затвори Драмски законески од Драмскиот театар од Скопје, која што представа ќе се одигра во чест на наградените.